Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Лили, готвач член на нашата веб страница. Лили ќе подготви еден од нејзините рецепти, џермен чоколадна торта со фил од кокос и ореви. Да започнеме со состојките. За тестото ќе ви треба 120 грама путер, 200 грама брашно, 2 лажички прашок за печиво, половина лажичка сода бикарбона, прстофат сол, 100 грама какао, 220 грама кафеав шеќер, 200 грама шеќер, 230 мл кафе, 150 мл млеко, 2 лажички сок од лимон или јаболков оцет, 2 јајца и една ванилова прах. За филот ќе ви треба 400 мл кокосово млеко, 600 мл кондензирано млеко со 7,5% масленост, 165 грама шеќер, 60 мл вода, 2 ванили во прав, 30 грама путер, половина лажичка сол, малку рум, 150 грама сечкани ореви и 100 грама кокос. За глазурата ќе ви треба 230 грама чоколадо за готвење, 200 мл сладка павлака и кокос и ореви за украсување. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сет тави за пица, сад за сос и Делимано лонец. Започнете со подготовка на тестото. Измешајте ги брашното, прашокот за печиво, содата и солта заедно во сад за матење. Најпрво сварете го кафето или растворете инстант кафе, но направете го јако. Стопете го путерот во садот за сос на средна температура, потоа додадете го какаото и гответе 1 минута. Тргнете го од топлина, додадете ги кафеавиот и белиот шеќер и матете додека не се растопат. Потоа додадете ги кафето, јајцата и ванилата и продолжете да матите за да добиете мазна рамномерна смеса. Измешајте ја смесата со сувите состојки за да добиете изедначено тесто. Ставете хартија за печење на плитката тава и истурете го тестото. Печете во загреана рерна на 170 степени 25 минути или додека чепкалката да излезе сува. Оставете 20 минути да се излади тестото покриено со фолија, а потоа превртете го од тавата и нека одстои покриено најмалку 1 час пред да ја филувате тортата. Во меѓувреме подгответе го филот. Ставете ги млекото и кокосовото млеко во садот за сос на ниска температура додека да почнат да крчкаат, а потоа нека стојат на топло додека го правите карамелот. Ставете ги шеќерот и 60 мл вода во касеролата на висока температура и гответе додека смесата да добие боја на киливар, без мешање, околу 8 до 10 минути. Потоа бавно додавајте ја и измешајте ја млаката мешавина од млеко, но внимателно, бидејќи ќе пени и не сакате да ви испрска. Потоа додадете една ванила и кога ќе дојде до вриење, намалете ја температурата. Варете додека содржината да се намали на половина и добие густина на карамел сос, или околу 1 час. Тргнете го карамелот од шпоретот и изматете ги путерот, другата ванила, солта и румот. Потоа додадете ги оревите и кокосот и оставете филот да се лади со повремено промешување. Време е за филување на тортата. Исечете го тестото на 4 еднакви дела и почнете да редите тесто, фил, а самите одлучете дали ќе ја направите на 3 или 4 ката. Завршете со фил и оставете ја во фрижидер да се спојат состојките. Сега подгответе ја глазурата. Тоа е барем лесно. Само загрејте ја сладката павлака и додадете го чоколадото, мешајте за да стане мазна смеса без грудчиња чоколадо, па нека се излади 10 минути пред да ја прелиете тортата. Во меѓувреме, може малку да ги подпечете кокосот и оревите со кои ќе украсите тортата. Ако можете да чекате, оставете ја тортата да одстои неколку часа. Потоа донесете ја на масата, сервирајте големо парче во чинија и чекајте овации. Може би сметате дека ова е многу труд и полесно е да отидете во најблиската сладкарница кога ќе ви треба торта. Но, кога ќе ја пробате, воопшто нема да жалите и ќе се наградите себе си со уште едно парче. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.